Елиезер, за патот, за вистината, за животот. Прва збирка од поуки, 3 глава. Деца, послушајте ме мене, вашиот татко, и постапувајте така за да се спасите. Зашто Господ го прави славен таткото преку неговите деца? Тој го утврдил правото на мајката на незините синови. Кој го почитува татко си, ќе се очисти од своите гревови, а кој се однесува со почит кон својата мајка, придобива големо богатство. Кој го почитува својот татко, ќе има радост од своите деца и во денот на неговата молитва ќе биде слушнат. Кој го почитува татко си, долго ќе живее, а кој го слуша Господа, ќе ја успокои во својата мајка. Кој има страхопочит кон Господа, тој го почитува татко си. На своите родители им служи како на господари. Со дела и со зборови почитувај ги твоите родители, за да бидеш благословен од нив. Зашто благословот на таткото ги утврдува домовите на децата, а мајчината клетва ги урива до темели. Не бараја својата слава во срамот на својот татко, зашто срамот на твојот татко не може да биде чест за тебе. Славата на човекот доаѓа од честа на неговиот татко, а непристојната мајка е срам за своите деца. Синко, помогни му на татко ти во неговата старост и не го огорчувај додека е жив. Ако неговиот ум ја ослабнал, биди благ кон него и не го навредувај, кога си во полна сила, зашто не се заборава милоста кон таткото, и покрај сите твои гревови твојата благосостојба ќе расте. Во деновите на твојата неволја, Господ ќе се сети на тебе, како мразот од топлината, така ќе се истопат твоите гревови. Богохулник е оној кој што го остава свој татко, а проколнат од Господа е оној што ја навредува својата мајка. Синко, со кротост врши ги твоите работи и од богоугоден човек ќе бидеш сакан. Колку си поголем, толку повеќе биди понизен, за да најдеш милост во Господа. Голем е бројот на издигнатите и славни луѓе, но тајните им се откриваат само на смирените. Зашто голема е Божијата моќност, него го прославуваат понизните. Не барај го она што е преголемо и претешко за тебе, не истражувај го она што е на твоите сили. Размислувај за она што ти е заповедано, не се занимавај со она што е сокриено од тебе. При многу твои занимања не грижи се за она што ти е непотребно. Тебе ти се откриени многу човечки знаења. Многумина се воведени во заблуда од нивните предпоставки. Лукавите замисли го поколебуваат нивниот ум. Кој ги сака опасностите, ќе падне во нив. Тврдокорното срце ќе претрпи зло на крајот, а упорното срце ќе биде оптоварено со неволји, а грешникот натрупува грев врз грев. За болеста на горделивиот нема лек, лоша билка се вкоренила во него. Срцето на разумниот размислува за злото, внимателното уво е желба на мудриот. Водата гасне огон што гори, а милостината чисти од гребови. Оној што враќа со добро за добрите дела, тој мисли за иднината, во тешко време ќе најде подкрепа.
Прва збирка од Поуки, 4 глава. Синко, не откажувај му ја помошта на сиромавиот, не измачувај ги со долго чекање очите на неволните. Не ожалостувај ја душата на гладниот, не огорчувај го оној што е во сиромаштија. Не измачувај срце што е веќе огорчено, не ја одлагај милоста спрема оној што нема. Не одбивај ги молбите на неволниците, лицето твое не свртувај го од сиромавиот. Не свртувај ги твоите очи од оние што просат, никому не давај повод да те колне. Зашто во жалоста на својата душа те проколнува. Оној кој го создал, ќе ја послуша неговата молба. На собранијата настојувај да бидеш пријатен, пред оние што се погоре од тебе наведнуваја својата глава. Доближи го твоето уво кон сиромавиот, одговарај му насмеано и со кротост. Избавувај го угнетениот од раката на оној што го угнетува, а кога судиш, не биди малодушен. На сираците биди им како татко, а на нивната мајка како маж. И ќе му бидеш како син на Севишниот и тој ќе те засека повеќе од твојата мајка. Мудроста ги издигнува своите синови, ги подкрепува оние што ја бараат. Кој ја сака неја, животот го сака. Кој ја бара од рано утро, со радост ке се исполни. Кој ја има, ке наследи слава. Каде и да појде Господ ќе го благослови. Кои служат, на светиот му служат. Кои неја ја сакаат, Господ нив ги милува. Кој ја слуша, на народи ќе им суди праведно. Кој внимава на неја, тој со доверба ќе живее. Ќе наследи оној што ќе се довери, а потомците негови ќе владеат со неја. Иако отправи таа ќе тргне со него по криви патишта, врз него ќе испрати страв и трепет. Ќе го измачува со своето водење, се додека не се увери во неговата душа и не го испита во уредбите своји. На крајот, таа сепак ќе го доведе на правиот пат, ќе го зарадува и ќе му ги открие своите тајни. Ако пак скршне од правиот пат, таа го остава и го предава во рацете на неговата пропаст. Наблюдувај го правиот час и пази се од злото, па нема да се посрамиш на твојата душа. Има срам што води кон грев, а има и срам што води кон слава и благодат. Не биди лицемерен против самиот себе и не срамувај се на своја штета. Не задржувај го твојот збор во часот кога тој е потребен, зашто во зборот се познава мудроста, а во говорот на јазикот знаењето. Не противречи и на вистината, а срамувај се од своето незнаење. Не срамувај се да ги исповедаш твоите гревови и не задржувај го текот на реката. Не починувај му се на глупав човек и не биди од страната на силниот. Бори се до смрт за вистината и Господ Бог ќе се бори за тебе. Не биди брз во говорење, ниту мрзелив и немарен во твоите дела. Не биди како лав кога си во својот дом, а плашливец спрема твоите слуги. Да не биде твојата рака пружена за земање, а стегната за давање. Елиезер,